Ке продолжиме со нашата тема. На самиот почеток да направиме едно резиме од предходната сабота. Ви повикувам да отвориме во книгата на Проповедникот, 12 глава, каде што ќе го прочитаме 7 стих. Книга на Проповедникот, 12 глава, 7 стих. Кој е напишал книгата на Проповедникот? Соломон. Многу интересно. Соломон не бил проповедник. Во тоа време не свештеник, левит. Соломон бил цар. Но оваа книга не ја нарекол и не била наречена од другите евреи книгата на царот, ниту наречена книгата на поетот, бидејќи и Давид и Соломон на некој начин биле поети, току книгата на Проповедникот. Книга која што содржи важни духовни пораки, битни за спасението на секој човек. Што вели 7 стих? Што се случува кога човекот умира и ќе се врати правот во земјата, значи телото, како што си бил? Што значи ова како што си бил? Затоа што човековото тело на почеток, кога читаме во Битие 2.7, било создадено од што? Од земјата. Од земниот прав. Што се случува со духот на човекот? А духот ќе се врати кај Бога, кој го дал. Кога го дал? Кога читаме во Битие исто така, откако го создал телото од земниот прав, што направил потоа Божиот син? Му дувнал во носалките дух животен. И потоа читаме, тоа е во делата во Битие 2.7, и потоа читаме што? Дека човекот, значи телото, соединето со духот, со животворниот дух, станал жива душа. Сега. Значи да повториме, според Проповедник 12.7. Телото се враќа, или правот, во земјата, духот се враќа кај Бога. Што се случува со душата? Што проучувавме? Телото се враќа во правот, духот се враќа кај Бога. Што се случува со душата? Спие, тоа е точниот одговор. Според Библијата, душата, кога телото и духот се разделени, душата спие. И затоа прочитавме повеќе стихови. Ке прочитаме и сега, оваа вечер. Мнози направат грешка, мнози адвентисти сум слушали на проповед да кажат, и во библиската поука од првото тромесечие се направи таа грешка. Велат кога духот и телото се одвоени, значи во физичката, телесната смрт, тогаш душата не постои, како тоа не постои. Ако душата не постои, тогаш што е тоа што ќе воскресне? Ако душата не постои, значи личноста на човекот не е сейфирана, не е спасена.
Кога телото се враќа во прав, во земја, духот се враќа кај Бога кој што го дал, според Библијата, душата спие. До воскресението душата спие. Ајде да го разгледаме тоа сега и на примерите на Јаировата ќерка и Лазаревото воскресение. Овие две најпознати после Христовото воскресение во Новиот Завет. Ке отвориме прво во Евангелието по Матеј, 9 глава. Евангелие по Матеј, 9 глава. Да не го читаме целиот текст, кога Исус првпат бива повикан во домот на еврејскиот старешина Јаир, па додека отиде таму се случува она друго чудо со жената која што имала крвотечение. Туку веднаш ќе се префрлиме на текстот кога Христос влегува во домот на Јаир, кога пристига. Значи, Матеј 9 глава, 23 стих. После чудото со таа жена што се фатила за неговата облека и се исцелила од крварењето. 23 стих. И кога дојде Исус во куќата на началникот или старешината на синагогата Јаир и ги виде свирачите и народот ожалостени. Зошто биле ожалостени? Затоа што девојчето починало. Што им вели сега Исус? Забележите ги неговите зборови. Излезете надвор, зашто девојката не е, што, умрена, туку спие. Како реагирале луѓето што го слушаат ова? Луѓето што пред себе имаат мртво тело, што се кинат од болка затоа што умрело 12 годишно девојче. Како реагираат сега на ова? Замислите денес да се случи тоа, вакво нешто, особено младо девојче во прашање. И сега во сета таа тага, во сета таа болка, да доаѓа некој и ви вели девојката не е умрена, туку спие. Како ќе биде сватено сето тоа? Па може да речем дека некој што би кажал во денешни услови вакво нешто во слична ситуација, дури би ризикувал да биде натепан, бидејќи ова не е за смеење, вакво нешто во ваков контекст. Меѓутоа, бидејќи Исус го кажал, извештајот тука вели, а тие му се подсмева. Зошто му се подсмева? И навистина, што има тука смешно? Што има тука смешно? Дали во ваква ситуација, во ваков контекст, некому му е до смеење? Зошто му се подсмева? Затоа што ни ми изгледа глупово тоа што Исус го вели. Како што читавме предходните саботи. Пред 2 саботи, например. Исус што вели? Кој ги пази моите зборови, тој нема да умре. Тој нема да види смрт довека. И така натаму. Или кој го јаде моето тело и ја пие мојата крв. Зошто го велел тоа, кога мнозина од неговите следбеници и умирале, и биле убивани со маченичка смрт, и биле јадени од зверови во арените, и распнувани на крст, и палени на клада, или едноставно умирале од старост и болест до ден денес.
Затоа што Христос телесната смрт не ја смета за смрт. Тоа не е тоа. Вистинската смрт е душевната смрт. И да се подсетиме на тие другите зборови од следната глава 10:28 во Матеј. Не бојте се од оние кои што го убиваат телото, а на душата ништо не им можат. Туку бојте се од оние кои што а тоа само Господ, и душата и телото ќе ги погуби во геената огнена. Значи, според Исус, починатата девојка не е умрена, туку спие. А тие му се подсмеваа. Но штом го истера народот, тој влезе, ја фати девојката за рака и таа стана, вели овој извештај. Да видиме како изгледа целиот овој случај според Марко, според другиот евангелист. Ќе отвориме во Евангелието според Марко во 5 глава. Евангелие според Марко, 5 глава, каде што се споменува истиот случај. Повторно ќе се префрлиме само во благодарам, во Јаировиот дом. Добро е што тука Марко кажува некои детали кои што не ги прочитавме во Матеј. Па ја би започнал да читам од 35 стих. Додека Христос уште зборуваше, значи додека изборуваше на онаа жена што ја исцелил од крварењето пред тоа, дојдоа од кај началникот на синагогата, значи старешината Јаир, и рекоа: Керка ти умре, значи му велат на Јаир сега, старешината на синагогата. Керка ти умре. Што му создаваш уште труд на учителот? Преведено на скопски јазик 21. век, керка ти умре, не му досаѓај повеќе на учителот, односно на Исуса. Значи готово, умре, завршена работа. Тоа што би го вие го рекол секој скопски партиски доктор, кој што би сакал побргу да се отараси од пациент, отколку да го третира. Значи, сочувство 0, грижа за болниот 0. Керка ти умре, ајде не досаѓај повеќе. Но како реагира Исус во ова безизлезна и очајна ситуација што се однесува до Јаир и неговото потесно семејство? Но Исус, откако ги чу тие зборови, му рече на началникот на синагогата: не плаши се, само верувај. Значи, кога некој веќе умрел, крај, готово, се молевме за него, постевме за него, веќе умре, готово. Исус што вели? Не плаши се. И тогаш не плаши се, само верувај. Многу охрабрувачки зборови. И никому не му дозволи да оди со него, значи кај Јаир дома, освен на Петар, на Јаков и на Јован, братот на Јаков, или односно Петар и Заведеевите синови, таа тројка најблиски Христови ученици. И сега доаѓаме до 38-миот. Дојде во куќата на началникот на синагогата и виде растревоженост, плачење и силно врискање. Може да си замислите ваква ситуација. Може би сте присуствувале на ваква ситуација. И кога влезе им рече:
Што сте се развикале и расплакале? Видите са прашање. Значи, што плачете, што врискате, што очајувате, со други зборови. Девојчето не е умрено, туку спие. Повторно ова. Ете, имаме храброст да во ваков дом денес, секој ден во светот може да најдете ваква ситуација. Имаме храброст да отидеме и да им кажеме овие зборови, дури да ги подкараме зашто толку плачат, тагуваат и очајуваат, и да им речеме дека детето не е умрено, туку спие. 40 стих вели, а тие му се подсмеваа. Тој пак, откако ги истера сите, значи, кој не треба да биде присутен, кој се не треба да биде присутен, како очевидец на Божјо чудо, во случајов воскресение на починато лице. Сите овие што не веруваат. Сите што не веруваат, сите што му се подсмеваа, Христос ги брка надвор. Тој пак, откако ги истера сите, ги зеде таткото и мајката на девојчето и оние што беа со него, значи, од тројца апостоли, и влезе каде што лежеше девојчето. 41 стих. И кога ја фати раката на девојчето, рече Талита куми, што значи девојко, тебе ти велам, стани. И девојката одеднаш стана и почна да оди. А имаше 12 години. И сите се зачудија многу. А тој строго им заповеда никој да не разбере за тоа и им рече дајте и да јаде. Знаете како Марко кажува многу повеќе детали од Мати за оно што досега го прочитавме. И ни останува третиот синоптик, Евангелието според доктор Лука. Како Лука известува за овој настан? Евангелие според Лука, 8 глава. Лука 8 глава. Ке почнеме од 49 стих. Лука 8 глава, почнуваме од 49 стих. Додека тој уште зборуваше, дојде некој од кај началникот на синагогата и му рече на Јаир, на керка ти умре, не мачи го учителот. Но Исус, штом го слушна тоа, одговарајќи му рече, не плаши се, само верувај и ќе биде спасена, вели овој превод. Тука Лука кажува повеќе детали за тоа што рекол конкретно Исус. Како беше во Марко? Не плаши се, само верувај. Но Лука открива дека Исус рекол, додал и ќе биде спасена. Многу интересно. А кога пристигна во куќата, никому не му дозволи да влезе, освен на Петар, Јован и Јаков, и на таткото и мајката на девојката. Сите плачеа и ридаа по неа. Но тој им рече, не плачете, таа не е умрена, туку спие. Многу интересно.
Што мислите, дали Христос сака ние денес да плачеме за нашите покојници? Според ова што досега го прочитавме. Дали Исус сака ние да плачеме за нашите покојници? Точно, за светот тоа е крај. Тоа е крај од кој што нема спасение, нема будење и затоа тие ридаат, очајуваат, некои од нив и се поместуваат со умот, затоа што тоа е тоа. Каде што нема вера, луѓето што не веруваат се живи мртовци. Уште додека дишат и додека се движат по оваа земја. Затоа Исус е рекол, оставете ги мртвите да ги погребуваат своите мртовци. Секавате. Тоа се мислеше на такви неверници. Кај неверниците и оние што се уште дишат, се за Исуса мртви, како и оние што веќе умреле и треба да бидат погребани. И оние што дишат, ако си неверник и уште додека дишеш и додека си силен и најздрав, ти си мртов. Не си многу подобар од мртвиот, бидејќи си неверник. Бидејќи самиот се наоѓаш, се ставаш на исто рамниште со животните. Живееш кучешки живот. Да се биде неверник е само по себе катастрофа, трагедија. Да се одрекува човек од вечниот живот, да го одбива спасението и додека се уште дише, тој е веќе мртов, односно тој е веќе очајна состојба, катастрофа, трагедија, загубен случај. Но колку е поинаква ситуацијата кога е верата присутна, колку е поинаква целата реалност во животот на верните. Не плачете, таа не е умрена, туку спие. Зошто не е умрена, кога телото е веќе мртво? Кога духот веќе го напушта телото? Го напуштил. Зошто не е умрена според Христовите зборови? Затоа што вистинската смрт е смртта на душата. Или оно што Откровението го нарекува втората смрт. Тоа е вистинската смрт. Тоа е трагедијата. Тоа е катастрофата. Сето тоа што е пред неја е само сон. Душата спие. И затоа за Јаировата ќерка Христос рекол: не плачете, таа не е умрена, туку спие. Зошто спие? Затоа што ќе се разбуди. Затоа што има воскресение. И кога телото ќе воскресне, или кога Господ ќе создаде ново тело, и ќе го соедини со тоа тело истиот дух кој што го напуштил старото, кога старото тело умрело, тогаш истата душа од состојба на сон, неактивност, хибернација, повторно оживува, станува жива, активна душа. Господ првата смрт воопшто не ја нарекува смрт. Туку ја нарекува сон, како што тоа го прочитавме и во Данијел 12 глава минатата сабота. И каде што постои воскресение, каде што постои будење од тој сон, значи немало смрт.
Понатаму истиот извештај, 53 стих во Лука вели и му се подсмева, знаејќи дека е умрена. Значи, видите, тука, кога Исус рекол не е умрена, туку спие, она што мнозина помислеле во тој момент е дека Исус дава погрешна диагноза за состојбата на телото. И затоа му се подсмеваат. Меѓутоа, Исус на што мисли кога вели не е умрена, туку спие? Не мисли на телото. Туку на што мисли? На душата. На повеќе места во Евангелијата Христос ја истакнува вредноста на душата. Кој го освои целиот свет на душата своја си наштети. Тоа е катастрофа. И предупредува како луѓето да ја сочуваат својата душа, која мрази душата своја, тој ќе ја спаси, значи заради Христа, заради верата, а кој ја сака душата своја, по секоја цена сака да си ја сочува кожичката, што велиме, па ако треба и да се откаже од верата, тој таквиот ќе ја загуби. На многу места во Евангелијата Христос ја истакнува вредноста на душата, не толку на телото, вредноста на душата. И истото понатаму го читаме, а тој како ги истера сите, ја фати девојката за рака и извика велејки, девојко, стани. И видите што вели 55 стих. И се поврати нејзиниот дух, и се дигна веднаш и заповеда да ја дадат да јаде. Ако читате во Стариот Завет за воскресението што Илија го направил на синот на вдовицата од Сарепта Сидонска, таму ќе видите како Илија, кога се моли за воскресението на тоа дете, ги кажува тие зборови, нека се врати духот на детето да се врати во неговото тело. Тука вели, и се поврати нејзиниот дух, и се дигна веднаш, и заповеда да ја дадат да јаде. И се зачудија родителите нејзини, а тој им заповеда никому да не кажуваат за тоа што стана. И сега ќе отвориме во Јован 11 глава. Да прочитаме само малку стихови од неја во врска со Лазаревата смрт и неговото воскресение. Всушност, за самото воскресение подоцна и нема многу да читаме, туку само на почеток овие зборови. На почетокот во 11 глава се вели, беше пак болен некој си Лазар од Витанија, од селото на Марија и незината сестра Марта, а Марија, чиј брат Лазар се разболе, беше оноја која што го помаза Господ со миро и ги избрише носите негови со својата коса. Тогаш сестрите нарачаа по него, велејки, Господи, ете оној што го милуваш, болен е. Значи, сестрите испратија гласници. Штом чу, Исус рече, таа болест не е за умирање, туку за слава Божија, за да се прослави Синот Божи преку неја. Сега ќе скокнеме неколку стихови и ќе се префрлиме веднаш на 11 стих. Ова им го кажа, а потоа им рече, Лазар, пријателот наш, заспал, но ќе отидам да го разбудам. Пред тоа само читавме дека до него стигнала порака дека Лазар е болен. Во меѓувреме никој не му соопштил на Исуса дека Лазар умрел. Но Исус покажува дека му е позната таа информација. Познат му е моментот кога Лазар починал. Иако за тоа никој не го информирал.
Последната информација беше дека е тој болен. И сега им се обраќа на учениците и вели: Лазар, пријателот наш, заспал, не вели умрел. Вели заспал, но ќе отидам да го разбудам. Зошто вели така? Како го сватили тоа неговите ученици? Тогаш учениците негови рекоа: Господи, ако заспал ќе стане, што има ние да одиме да го будиме? Сега, се поставува прашањето: на што мисли Исус кога вели заспал, а на што мислат учениците? Учениците на што мислат кога ќе се рече заспал? Значи, еве самиот текст ни кажува понатаму, во 13 стих се вели: Исус го рече тоа за смртта негова, дека заспал, а тие мислеа дека говори за спивање со сон. И 14-тиот: и тогаш Исус рече отворено: Лазар умре. Сега, дали Исус си противречи на себе си, бидејќи за Јаировата ќерка, ако се сеќавате, што читавме? Девојката не е умрена. Тој одрекува дека девојката умрела, туку спие. И сега за Лазар го кажува истото. Лазар заспал, но одам да го пробудам. Кога учениците покажуваат погрешно разбирање на неговите зборови, дури тогаш Исус им вели отворено: Лазар умре. Зошто им го вели тоа? Дали сега си противречи он на себе си? Умрел или не умрел? Како се Јаировата ќерка, каде што одрекувал дека умрела, туку дека само спие. Христос не си противречи на себе си. Затоа што кога тој вели Лазар заспал, на што мисли? Што е Лазар? Лазар е душата. Сите ние сме души. Нашите тела и во текот на нашиот живот на оваа земја не се секогаш исти. Ние не сме нашите тела, ние сме нашите души. Јасно е? Значи, ние не сме телото. Телото е нешто што го носиме како облека. Ние сме душата. Христос мисли на душата. Лазар заспал. Не вели Лазар умрел. Бидејќи кога душата ќе умре, тоа е во огненото езеро, во страшниот суд. Туку затоа вели дека заспал, но ќе отидам да го разбудам. Видите како Христос ја третира телесната, физичката смрт како нешто што не постои. Затоа ќе прочитаме еден страшен новозаветен стих следната сабота, ако даде Господ живот и здравие. Христос ја третира смртта на телото како нешто што не е смрт, затоа што за душата тоа навистина не е смрт, туку е само сон. Сон од кој што постои будење, постои воскресение. И тоа е страшно голема, радосна вест. Но кога учениците велат: Господи, ако заспал ќе стане, на што мислат тие? Тие мислат на телото. Тие мислат дека Лазар е телесно жив и дремнал, легнал да спие. Значи, тие мислат на телото. И сега кога тие покажуваат, значи, дека Христовите зборови ги толкуваат во однос на телото, а не во однос на душата, тогаш Исус им вели: Лазар умре. Значи, што мислите на телото? Лазар умре. Телото, да, телото е навистина мртво, како што беше и со Јаировата ќерка. Но Христос не мисли на телото, туку мисли на душата, и тоа е фокусот што Господ сака да го имаме
Било кога се работи за наши покојници, мили и драги, било кога се работи за нас самите, душата е битна, не телото. Господ ќе создаде ново тело. Многу подобро тело, патем речено. Совршено тело. Поинакво тело. Безгрешно тело. Надмокно тело. Тело, како и неговото воскреснато тело. Тука, значи, од случајот со Лазара, оно што е битно да го разбереме, како и со Јаировата ќерка, е дека кога телото е мртво, душата спие. Душата не е мртва, иако Христос не ја нарекува ни жива, затоа што жива душа е активна, свесна душа, како кога Адам бил создаден и духот бил дувнат внатре во него, значи тој станал жива душа. Значи активна душа, самосвесна душа. Иако велам дека душата не ја нарекува жива, како што не ја нарекува ни мртва, кога телото е мртво, туку дека спие, сепак сетете се во случајот со Аврам, Исак и Јаков, што рече? Дека Бог е Бог на живите. Значи, што постои воскресение? Значи, оние души кои што се спасени и кои што ќе бидат разбудени за вечен живот, нив Господ уште сега ги нарекува живи. Уште сега се живи. Цело време се живи. И сега тоа многу е лесно, тоа погрешно да се свати, дека ако се цело време живи, дали тоа значи дека се цело време свесни? Не, туку Христос ги кажува сите овие зборови во контекст, само во контекст на воскресението. И тоа кога ги прогласил и Аврам, и Исак, и Јаков за живи, велејќи Бог е Бог на живите, иако тие со векови биле телесно мртви, тој го кажал само за воскресението, за да им докаже на садукеите дека и Мојсеевиот закон, и Мојсеевата Тора зборува за воскресение. Духот на сите луѓе се враќа кај Бога кој што го дал. Телото на сите луѓе оди во прав. Душата на сите починати луѓе спие. И каде е разликата? По однос на нивната вечна судбина. Се сеќаваме, каде е разликата? Јован 5 глава. Што кажа Господ во Синедрионот, во еврејското собрание? Пета глава, 25 стих. Вистина, вистина ви зборувам. Иде часот и веќе е дојден. Што мислел Христос кога вели веќе е дојден? Мислел на оние воскресенија што тој ќе ги направи додека е на земјата, тогаш, пред 2000 години. Јаировата ќерка, младичот од Наин, Лазар. Иде часот и веќе е дојден кога мртвите ќе го чујат гласот на Синот Божи и тие што ќе го чујат ќе оживеат. Во ред, но тука се уште не се гледа разликата, нели? Каде се гледа разликата? 28 стих. Не чудете се на ова, зашто иде часот кога сите кои се во гробовите ќе го чујат гласот на Синот Божји и ќе излезат, кои правеле добро ќе воскреснат за живот, а кои правеле зло ќе воскреснат за осудување. Тука се гледа разликата. Откровението таа разлика дури повеќе ја прикажува како и временска разлика од 1000 години помеѓу првото и второто воскресение.
Останува да одговориме на едно прашање, кое што само го нафрлев минатата сабота. Прашањето гласи вака. Немаме време ни сега да го одговориме, но еве уште еднаш да ве подсетам. Зошто за христијаните одсекогаш било битно мртвите тела на своите покојници да ги погребуваат, односно да ги сохрануваат, а тој глагол значи да ги зачуваат. Зошто е тоа битно? Телото и така се распаѓа, нели? Некои христијани дури умреле, изгореле на клада, биле изедени од животни, од зверови, се исподавиле во океани, мориња или авионски несреки. Зошто е битно да се сохрани, да се погребе телото? Тоа секогаш било битно за христијаните. Точно. Но каква е таа врска помеѓу погребението и воскресението? Ќе одговориме на тоа прашање следната сабота предпладне, ако даде Господ живот и здравие. И ќе завршиме со оваа тема тогаш. Но за оно што ќе зборувам следната сабота предпладне, сметам дека е тоа најубавото за целата оваа тема околу смртта и воскресението. Би сакал, ако можете, да ја најдете во архивата на проповедите на YouTube каналот ХАЦ-ППА, проповедта под наслов Вечниот живот. Тоа беше проповед или вечен живот, така се вика проповедта. Тоа беше проповед која што ја одржав пред 7 години во јуни 2013 година, веднаш после евангелизацијата на Јанош Ковач Биро, бидејќи, да ве подсетам, за време на таа евангелизација една вечер беше поканет Љупчо Ристовски, сегашниот претседател на партијата Интегра, и му беше дадено збор таа вечер во универзалната сала за време евангелизацијата на Јанош Ковач Биро. И тогаш Љупчо Интегра кажа една погрешна работа таа вечер, што за мене беше повод да ја одржам таа беседа под наслов Вечен живот или Вечниот живот, не секако како точно се вика. Бидејќи таму на таа проповед се занимавав со одговорот на прашањето кога започнува вечниот живот. Значи, ако сакате да бидете повеќе во тек, уште пред да ја чуете следната проповед, следната сабота наутро, ако даде Господ живот и здравие, пронајдете ја и погледнете ја таа проповед под наслов Вечниот живот од пред 7 години. Ке продолжиме тогаш и ќе одговориме на прашањето. Зошто е битно? Значи, Господ е тој што го чува софтверот, духот, личноста, сите информации, сите наши спомени, сеќавања, искуства и така натаму, кои што повторно ќе оживеат кога Господ ќе го воскресне телото и ќе го соедини тој дух со новото тело. Но зошто за нас луѓето пак е битно да ги погребуваме телата на починатите? Зошто треба и телото да биде на некој начин сочувано, иако то не е сочувано, се распаѓа, но зошто е битно да се погребаат? Која е сликата, која е значењето на тој чин? Значи да се сочува, да се сохрани и телото, како што Господ го чува и го сейфира духот до воскресението, кој ќе го облече во ново тело. Сето тоа, ако даде Господ живот и здравие следната сабота. Оче наш, ти благодариме за зборовите Твои кои што се секогаш актуелни, кои што и денес се силно охрабрување и силна утеха
За мнозина од нас кои што загубивме мили и драги во гробовите, но кои што знаеме дека не се загубени, туку се сочувани, кои што само спијат до денот на будењето, до денот на нивното воскресение. Те молиме, Господи, во овие тешки денови, во кои што очекуваме само потешки и потешки до Твоето доаѓање и судниот ден, и тој радосен ден на воскресението. Те молиме, ојачаја оваа вера, охрабрине, утешине. Те молиме, водине во новата седмица со силата Твоја, силата на Духот Твој Свети. Сочувајне од нови гревови и беззаконија и сопки и било што може да ни се испречи на патот и што Ти ќе дозволиш да не снајде како искушение заради нашиот карактер, заради нашето поправање и усовршување. Те молиме, биди со нашите болни и немокни. Те молиме најмногу за сестра Мимица, но и за сите останати. Те молиме за сестра Стефка, која што е тука со нас. Те молиме за и оние кои што се отсутни, како брат Стојан, сестра Катица и многу други кои што имаат посебна потреба од Твојата милост. Биди со сите нив оваа вечер, оваа ноќ и во текот на целата нова седмица. Ова те молиме и Ти благодариме во Христово име. Амин.